студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, го следите второто издание на Утринските вести. Денеска е последниот ден од изборната кампања за вториот круг од локалните избори. Ова за кандидатите за градоначалника е и последна можност да се обратат до граѓаните во пресрет на неделното гласање. Гласачките ливчиња за вториот круг тргнаа кон општините каде ќе има гласање. Избори за градоначалник ќе нема во 4 општини каде не беше исполнет цензусот од 1/3 од запишаните избирачи за да биде процесот успешен. Гласачките ливчиња за вториот круг од локалните избори ја напуштија битолската печатница. Товарени во комби возила и камиони патуваат до 32 општини и градот Скопје, каде во недела ќе има прегласување. Право да гласаат ќе имаат 1.013.357 избирачи, бидејќи во нивните општини ниту еден од кандидатите не го доби потребниот број гласови за градоначалничката функција. Денес и уште е во тек дистрибуцијата на доверливиот гласачки материјал до општинските изборни комисии на избирачките места каде што ќе има втор круг на гласање и на 3 избирачки места каде што ќе се гласа за членови на совет во општина Шуто Оризари, каде што ќе се прегласува согласно одлуките на управниот суд по доставените тужби по приговорите од политичка партија. Во сабота право на глас имаат болните, изнемоштени, затвореници и лицата во домашен притвор. Нивните гласови запечатени во коверти ќе ги добијат општинските изборни комисии, кои по затворање на избирачките места во недела ќе ги додадат во вкупниот број гласачки ливчиња. За гласање во домашни услови, за вториот изборен круг пријавени се 4826 лица. По пребројување на гласовите од првиот изборен круг, Државната изборна комисија утврди дека имало недоволна излезност во 4 општини, па таму ќе биде спроведена нова постапка за избор на градоначалник. Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуша се општините каде не беше исполнет цензусот од 33% излезност. Според изборниот законник, во овие 4 општини изборите ќе се повторат по 60 дена од целосно завршување на локалните избори. Тогаш нема да важи условот дека на гласање треба да излезат најмалку 1/3 од запишаните избирачи. Изборите на 2 ноември ќе ги следат над 1500 домашни и меѓународни наблюдувачи. Зоран Јаневски, Сител телевизија. ВМРО ДПМН заедно со коалицијата одржа завршен митинг во Скопје, каде се обратија лидерот Христијан Мицковски и кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски. Активност има и од СДСМ, каде што имаат своји кандидати за градоначалници. Во наредниот период ќе почнеме со повеќе од 70 крупни нови проекти во инфраструктурата, енергетиката, здравството, образованието, земјоделие, култура, технологија, правда и други области. Ке има конкретни чекори, нови училишта, модерни болници, мерки за чист воздух, дигитална трансформација, инвестиции што ќе треба да донесат достоинствени плати. Во периодот кој што е пред нас, покрај проектите што ги најавивме, започнуваме со серија на конкретни мерки кои ќе го подобрат животот на луѓето, ќе зацврстат економијата и ќе донесат подобро во секој дом. Овие мерки не се само обичен лист хартија, туку планови што ќе го променат животот на луѓето. Да, животот е навистина скап. Да, секој ден е борба со сметки, со гориво. Знаеме како да воведеме и ред во јавните предпријатија, за да бидат сервис на граѓаните, а не дупка без дно. Ќе набавиме нови еколошки автобуси веднаш. И да, во соработка со владата ќе го воведеме и градскиот воз, што ќе ги користи постоечките пруги, проект што веднаш ќе го подобри превозот во Скопје. Ние не ветуваме, ние имаме план и знаеме како заеднички ќе го спроведеме. Десетина капитални проекти, во тек се топ 5 капитални проекти кои ќе се имплементираат во наредните 5 години. Пред 2 недели го подпишав, односно пред недела дена го подпишав Cross Border проектот или за прекугранична соработка со Република Албанија заедно со Европската унија, каде што ќе изградиме ново полетиште.
Тоа ќе донесе плюс инпут врз локалната економија, каде што Крушево ќе го почувствува вистинскиот инвестициски бум. И во поглед на туристи, каде што досега рушиме буквално рекорди со посетеност, но и понатаму ќе се направи подобра локална економија, нормално кон сите давачи на услуги во Крушево. Од друга страна ќе изградиме огромен парк на местноста Гумења, каде што беше исто така спортскиот комплекс недовршен, нефункционален, недоволно функционален во изминатиот период. Исто така пумпната станица која после 40 години комплетно ќе ја реконструираме со нови мотори, нови пумпи, внатре нова инсталација. Предвидуваме низа на реални и остварливи проекти кои значително ќе го подобрат квалитетот на животот во нашата општина. Старото јавно осветлување го заменуваме со ново смарт економично јавно осветлување со цел да добиеме модерен систем за јавно осветлување што ќе креира заштеда на средствата. На почетокот овој проект ќе го имплементираме во јавните паркови, дворовите на сите детски градинки и основни училишта низ општината. Потоа ќе продолжи и кон замена на јавното осветлување и на сите улици и паркинзи во општината. По повикот од управниот одбор, Скопската градоначалничка Арцовска назначи нов директор на комунална хигиена. Тој доаѓа од позицијата комунален инспектор и го чекаат многу обврски. Веројатно малку време ќе има за ургентна, но и набавка за нафта на возилата и справување со насобраниот отпад. Арцовска назначи нов директор на комунална хигиена. Со предпријатието ќе раководи Александар Јовановски. На позицијата доаѓа од град Скопје, како инспектор во секторот за инспекторат, а претходно искуство имал и во секторот за локален економски развој. Александар има повеќе годишно искуство во приватниот сектор во трговија, како раководител на организацијска единица, а со работен ангажман во Сдружение за заштита и унапредување на животната средина, работел на реализација на еколошки и општествено одговорни проекти, велат од градот Скопје. Јовановски беше и сведок на Арцовска на судењето против Лјамалари за нападот на градоначалничката во Чаир. Новиот директор го чекаат многу обврски, е веројатно малку време и една од првите работи што ќе треба да ги направи е да обезбеди нафта за комуналните возила кои го собираат ѓубрето. Во моментот во комунална хигиена има некаде околу 7 до 8 тони нафта, која што според проценките на вработените од оперативниот дел во комунална хигиена ќе им бидат доволни за наредните ден до два. Освен горивото има и други потребни јавни набавки кои што треба да се извршат за да може истото да функционира. Според сознанијата кои што ние ги имаме, има околу 80 на возила кои што се во возна состојба. Управниот одбор на комунална утрова побара од Арцовска итно да постави нов директор, бидејќи во спротивно таа ќе биде одговорна за алармантната состојба со одржувањето на хигиената во Скопје. Градоначалничката вчера побара управниот одбор да именува нов вршител на должност и се повика на Законот за јавни предпријатија. Но како што објави Сител, во статутот на комунална стои дека единствено градоначалникот може да го стори тоа. Ова доаѓа откако поранешниот директор Рустеми си даде оставка од морални причини. Тој и управителот за отпад на предпријатието добија 30 дена притвор поради несобирање на ѓубрето во Скопје. Им се заканува затвор од 1 до 10 години. Мартин Арсов, Сител телевизија. И во одјавата на овие вести информацијата од спортот дека фудбалските прволигаши